Собранието на Република Северна Македонија, господине Джефери, почитувани пратеници, почитувани членови на владата, кандидати за министри денеска присутни овде. Дозволете врз основа на член 94 од Уставот на Република Северна Македонија како председател на владата да доставам денеска и официјално предлог и да го образложам веќе официјално доставениот предлог за избор на членови на владата. Прво би сакал да се заблагодарам на парламентот за констатирањето на оставките вчера на седницата на собранието за министрите и за одлуката за разрешување на министри. Уште еднаш да им се заблагодарам на министрите кои што досега им служија на нашиот народ и на нашата земја, извршувајќи ја својата функција министер. Верувам дека во иднина ќе можеме да продолжиме соработката со тие луѓе, заради тоа што дефинитивно беа луѓе кои што посветено работеа за граѓаните и за државата. Би сакал денеска да предложам 5 имиња и да ги образложам нивните биографии со идните намери за нивното функционирање во владата, како цели или таргети кои што се составен дел од програмата, која што секако е дел од нашето работење, усвоено и потврдено од мнозинството во парламентот. За членови на владата предлагам да бидат избрани Трајан Димковски за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Горан Милевски за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа, Хусни Исмаили за министер кој ќе раководи со Министерството за култура, Насер Нуредини за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање и Садола Дураки за министер кој ќе раководи со Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците. Господинот Трајан Димковски потекнува од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во моментот ја извршува функцијата раководител на секторот за рурален развој во самото министерство. Долги години беше и шеф на кабинет на поранешниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Лупчо Николовски и верувам дека како човек кој што потекнува од земјоделството со сите негови искуства од Федерација на фармери преку Сдружение на земјоделци, работејќи на терен, знаејќи ги конкретно потребите практични на земјоделците, ќе ги продолжи политиките кои што веќе се отпочнати, а дават резултат, без разлика дали се политики на доделување на земјоделското земјиште во функција на севкупниот раст и развој не само на земјоделието, туку и на севкупната економија во државата, на вистински инвестициони можности, без разлика дали тоа се работи за индивидуални земјоделски производители или за компании, за фармери, кои што овој наш потенцијал би го искористеле во севкупниот развој, но и за другите проекти кои што истовремено значат политиките на субвенционирање и поддршка на земјоделието, но и обезбедувањето на траен и одржлив пласман на земјоделските производи во нашата земја, без разлика дали се работи за житото, за тутунот, за градинарските производи, дали се работи за овошјето во државата или за било кој друг вид на земјоделски производи во земјата. Земјоделството представува навистина значајна гранка од која што живеат голем број на семејства и верувам дека ќе биде во иднина доволно мотивирачки да предизвика и чувство на одржување на интересот и на младите луѓе да работат во земјоделството. Тие проекти кои што веќе се стартувани преку доделување на грантови за млади земјоделци, преку поддршка во делот на нивното опремување, екипирање и доволно мотивирање да бидат фокусирани во обработката на земјоделските површини, дефинитивно верувам дека ќе остави траен белек и впечаток, дека младите без разлика ако имат и некој друг професионален ангажман, треба да останат на обработката на земјоделските површини во државата. Но важни ли се и капиталните инвестиции кои што се случуваат во земјоделството, изградбата на браните, на системите за наводнување. Пред некој ден го пуштивме во изведба системот на Вардарска долина, каде што втората фаза, каде што во еден значаен земјоделски регион се гради траен систем од 24,3 милиони евра, кредит од KfW банката, но продолжуваме со системот за изградба речица Равена, Тетовско-Гостиварскиот крај, на браната Коњско, на браната во Кочанско. Ова година очекуваме да дојде проектната документација за Штипската брана, која што верувам дека ќе можеме дури до крајот на годината да ја тендерираме. Инвестициите во системите за наводнување, севкупните акумулации представуваат трајна инфраструктурна придобивка за целата наша земја, заради тоа што до тука можеме да дополнително стимулираме раст и развој
на по-продуктивно и по-конкурентно земјоделско производство. Во неговата биографија ги имате и другите детали. Јас верувам дека човек кој што е земјоделски инженер, кој што и по образование и по вокација е земјоделец, практично животот го има посветено на земјоделието, ќе биде сериозен придонес во севкупната наша желба како пратеници, влада, граѓани на ова наша земја, да дадеме еден сериозен придонес во севкупниот развој на земјоделството во Република Северна Македонија. За министер за локална самоуправа предлагаме колега, ваш пратеник, Горан Милевски, кој што во својата автобиографија е јасно дека е пред се економист, менаџер, но неговото искуство работејќи во општина Битола како советник, работејќи на развојот на регионите, работејќи на развојот на децентрализацијата на власта токму во тие години кога прв пат почна децентрализацијата на власта во државата, верувам дека доаѓа во вистинско време, кога амбициите и на ЗЕЛС, преку сите градоначалници, но и на владата, се унисони, дека заради идниот демократски развој на Република Северна Македонија и до демократизација на нашето општество, треба да подготвиме една следна фаза на децентрализација на власта, каде што би предале и дополнителни финансиски капацитети на општините, но и соодветни институции. Темата на која што разговараме, многу често и со Горан имаме разработувано, но и пред се со градоначалниците, со ЗЕЛС, со административните служби, е дека веруваме дека повеќе области би биле подготвени за децентрализација на власта, но сето тоа кое што ќе представува навистина капацитетна подготвеност на самите општини би била во програмата за следната фаза за децентрализација на власта. Зборуваме за институциите од областа на културата. Ние како влада сме подготвени да ги децентрализираме домовите на културата, но и другите институции од областа на културата. Разговаравме за центрите за социјална работа, за здравствените домови, разговаравме за подрачните единици во Министерството за земјоделие, моделот на пашишта како потенцијал за развој на општините, разговаравме за агенциите за поддршка на развојот во земјоделието, но и подрачните единици од водостопанство, подрачните единици од македонски шуми и слично, соодветно на финансиската капацитетност на делегирање и сериозни финансиски средства во самите општини. Овде се работи за отстапување на квалитетни приходи на државата према општините, како што е таргетот 10% од данокот на додадена вредност, да биде една цел низ годините по полека да го предаваме на општините, па дури и до 50% од персоналниот данок на доход, кој што би бил некако врзан директно од граѓаните на територијата на секоја општина кои што живеат, 50% од персоналниот данок да биде изворен приход на самите општини, но и други видови на приходи кои што исто така се значајни за општините. Секако, соодветно на тоа паралелно би требало да се позиционираат и новите обврски кои што општините треба да ги превземат во нашата земја. Локалната самоуправа и досега дава сериозна поддршка како Министерство за локална самоуправа на општините, преку Бирото за регионален развој, преку агенцијата односно за регионален развој, но и преку самото Министерство со своите програми. Верувам дека како јакне капацитетноста на општините, така ќе бидеме и подготвени да ја развластуваме централната власт и се повеќе да пренесуваме на локално ниво, поблиску до граѓаните, каде што граѓаните ќе може да има директен импакт преку Советот, со директно учество на граѓаните, а сето тоа може да донесе и до соодветна рационализација на приходите кои што граѓаните ги полнат во буџетите, дали се локалните или централните буџети, а секако и испораката на поквалитетни услуги за самите граѓани. За остатокот од CV-то на господинот Милевски имате во неговата автобиографија, го знаете како ваш колега и мислам дека ќе можеме со неговите амбиции како млад човек да постигнеме многу повеќе сите заедно, и парламентот, и владата, но и општините во функција на поголема демократизација на нашата земја. За министер за култура го предлагам господинот Хусни Исмаили. Се отвори дебата заради тоа што е лекар, но во суштина се работи за општественик кој што од 90-тите до почетокот на 21 век па и до ден денеска е активист од областа на културата. Познат е во регионот каде што работи за неговите активности од областа на културата. Важи за борец во оној дел
на културниот амбиент каде што се креира секојдневието во областа на културата во нашата земја надвор од националните институции за културата. Јас верувам дека сите оние слабости кои што досега самиот систем ги покажа и преку надзорните расправи овде во парламентот и преку програмата за самата култура, но и заради реализација на самите, како да ги кажам, потреби дигнати на еден пиедестал од културните работници во државата, ќе бидат восприемени од еден вака општественик кој што ќе може лесно да им даде канализирање, да она што значи буџет постоен за поддршка на културата и она што значи развоен буџет за воиднина со зголемувањето на средствата, ќе можеме на еден многу транспарентен начин да ги доловиме потребите од областа на културата за сите граѓани во сите региони ширум земјата, кои што значат и реализација на програмите на националните установи од областа на културата, но и од областа на граѓанскиот сектор, кој што дефинитивно значи сериозен партиципент во културните дејности во секојдневието ширум сите би ги нарекол региони, општини, подрегиони во нашата земја, заради тоа што културата итекако влијае многу во делот на идентификацијата на нашата земја, во делот на перформансот и создавање на денешна култура. Јас верувам дека ќе ги продолжиме оние стратегии кои што веќе се дефинирани, да на уште потранспарентен начин направиме реализација и имплементација на програмата за култура. Насоките се да не само Министерството за култура, туку преку влада и преку јавна дебата со сите општественици ќе продолжиме да транспарентно ги споделиме средствата за поддршка на сите активности од областа на културата, но истовремено и отчетноста за реализација на така квалитетни средства кои што представуваат составен дел од реализација на националните програми од областа на културата, на националните установи, но и проектите кои што ги спроведуваат доста здруженија, граѓански организации широм територијата на цела Република Северна Македонија. Важно е да продолжиме и со нивелацијата на платите во областа на културата, процес кој што почна. Задоволството е поприлично големо од културните работници, но сите знаеме дека тоа е само почеток во она кое што треба да значи правечност во делот на платите за сите културни работници, без разлика дали се тие во националните установи или во локалните установи од областа на културата. Понатаму, за министер за политички систем и односи, значи прво за министер за животна средина и просторно планирање, го предлагам господинот Насер Нуредини, кој што доаѓа од временото живеалиште Виена, се работи за наш граѓанин, кој што има висока едукација во делот на корпоративното менаџирање, бизнисот, економијата, но со посебен фокус на green economy или зелена економија, која што во сите разговори и со него во целиот изминат период имавме можност да доловиме дека ваквата примена на модерни алатки и средства во делот на развојот на зелената економија представува сериозен импакт во целиот регион, во цела Европа, а верувам и во нашата земја. Преку еден ваков импакт, она што досега е сработено во Министерството за животна средина, верувам дека уште посериозно ќе почнеме со имплементација. Намерата е да се бориме со загадувањето, пред се со загадувањето на воздухот, кој што е изразен најповеќе во Скопје, но и во Тетово, во Битола, во Куманово и во многу други региони. Нашата намера да алоцираме десетици милиони евра преку промена на системите за грејење, заради тоа што дефинитивно од системите за грејење најповеќе доаѓа загадувањето на воздухот, но и во делот на филтрите на индустријските зони, целосното почитување на интегрираните дозволи од екологијата, но и другите сектори кои што исто така се важни како дел од националните програми и стратегии. За прв пат со овој буџет државата дополнително алоцираше средства кои што ги налепува многу лесно на фондови и на грантови, за да можеме дефинитивно да и свесноста за загадувањето на воздухот, но и загадувањето на почвата, на природата генерално, го подигнеме на повисоко ниво, со краен импакт да делуваме директно во отстранувањето на сите причини за загадувањето на воздухот.
дефинитивен амбиент на кој што треба да продолжи господинот Нуредини, а досега работеше господинот Дураки, е депониите. Стигнавме до едно финално ниво, во моментот се работи заедно со Европската банка за обнова и развој и со Светска банка теркот на договорот за јавно-приватно партнерство и концесии за сите 4 региони каде што немаме покриеност, за да може да се реализират овие фабрики за отпад, би ги нарекол, помодерно, заради тоа што тоа представува значајно. Уште една минутка, председател, ќе привршувам. Но и реализацијата на прочистителните станици, кој што е значаен дел, во моментот е фокусот на Битола и на Тетово, се подготвуваат и многу други општини. Верувам дека ќе успееме сите заедно да ги имплементираме вака големите капитални проекти, најголем дел се грантови, но и генерално еколошката тематика да ја дигаме се повеќе и се повеќе на повисоко ниво. Меѓународното искуство кое што го имате, работејќи во областа на менеджментот, пред се на економијата со фокус на зелената економија, верувам дека дефинитивно ќе даде една нова содржина на севкупната дебата и имплементација и реализација на решавањето на еколошките проблеми во нашата земја. И на крајот господинот Садулла Дураки досега извршуваше функцијата министер за животна средина и просторно планирање. Сега ќе ја преземе одговорноста во Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците. Зошто преминуваме на една ваква важна функција? Со законот за промената на органите на државната управа се создаде едно ново министерство. Целта е да преку еден ваков пристап направиме и формално заокружување на правниот аспект на Охридскиот рамковен договор и конечно преминеме во имплементација на едно ново општество, кое што ние го нарековме едно општество за сите, каде што ќе завршиме со дебатата македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњаци и срби и сите други во државата, туку ќе зборуваме за граѓаните. Ќе зборуваме за граѓаните, за нивниот квалитатив, за конкурентноста, за компетативноста и за градење на општество во кое што сите ќе бидеме еднакви и со своите права, но и со своите обврски кон државата. Јас верувам дека политичката позиција која што има како единствен член на највисокото раководство на политичката партија ДУИ, ќе има можност со политичкиот бекграунд да преземе сериозно споделување на одговорноста за градењето на едно општество за сите, кое што представува обврска на сите нас во Република Северна Македонија, но конкретната имплементација и реализација ќе доаѓа токму преку ова ново Министерство за политички систем и односи помеѓу заедниците. Благодарам, председател.